Овој музеј за Крушево е од големо значење, не само за Крушево, туку и за целата наша историја, поради тоа што, како што напоменав, во овој музеј може да се види како се правил тој процес на изработка на куршумите и поправка на старото оружје, со што посетителите и на вториот кат може да разгледаат голема колекција на оружје кое што е реставрирано од битката на Сливо. Оваа леарница се нарекувала и тајна леарница поради тоа што и самото семејство кој живееле во оваа куќа се занимавала со бојаджилук, односно се боеле јамболи или на наше фулкати, и кога се боеле тие јамболи се мешале заедно со оловото и тоа никогаш не било приметено од страна на османлиите. Оваа леарница служела за изработка на куршумите и поправка на старото оружје. Изработката на куршумите била со тоа што се носело олово од по куќите. Тоа олово се топело на огништето, кое што се засилувало со помош на мев. Во оваа леарница исто така посетителите можат да видат и ѓуле кое што се користело во црешовото топче. Тие црешови топчиња се правеле во Крушево, но исто така се правеле и во околните села. Така на едно заседание на владата било одлучено да се прават тие црешови топчиња. Бил повикан Цветко Стојчев, кој што бил со потекло од селото Селце. Таму имало изобилство на црешови дрвја и поради тоа се нарекува црешово топче, поради тоа што од такво дрво е направено.